Студентите од Свети Апостол Павле Универзитетот за информатички науки и технологии изработија мултифункционална Android апликација за паметни телефони и таблети. Зашто точно станува збор, ќе ни одговорат самите студенти кои добија награда за сето ова. Во нашето студио се Бојан Ангелевски, Александар Лазаревски и Антонио Николовски. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро, добре најдовме. Ајде на самиот почеток да кажеме колку време е потребно да се направи една ваква апликација. И јас да ве поздравам. Од почеток, значи, како човек кој треба да научи како се чекорите да се направи на апликација до самото извршување на кодирањето или програмирањето на апликацијата, зависи од сложеноста прво на апликацијата, на Android апликацијата, зависи од спецификациите кои ќе ни ги побараат нормално клиентите или тие што сакаат да се направи таква апликација. И најпрво започнуваме со земање на спецификации, потоа со нивно средување кои треба да се приоритизираат, кои треба да се усовршат. И накрај кодираме кои треба исто така да се валидира и тестира. Со тоа ние дека започнавме со малку знаење од Android, но имавме позадина во програмирање, бидејќи сме студенти на Универзитетот за информатички науки и технологии во Охрид. Ние успеавме за месец и пол, значи од почетокот на преварот до крајот, односно на 24 јануари, да средиме една апликација каде имаше доволно функции за да се прати, може и сега во пазар, но исто така сакаме да поминеме и тестинг сезона, која ќе биде до февруари, до крајот на февруари, каде ќе имаме целосно гарантирано дека ќе работи и ќе може да се стави во јавност. Каже самиот, вас би требало месец и пол, а ги познавате нештата. Јас, како што не ги познавам нештата, веројатно ќе ми треба многу повеќе време. Интересно е тоа што работевте во тим од тројца студенти. Како изгледаше сето тоа? Значи, започнавме, прво го формиравме тимот, значи, на преварот не ни изгледаше на почетокот како можеме, зашто се уште ние двајца, јас и Антонио сме студенти од втора година. Имавме теоретско знаење, но како што и Александар напомена, немавме познавање Android, како што беше специфицирано за надпреварот, но рековме, ајде, зашто не, тоа е една добра шанса да преточиме нашето теоретско знаење во еден таков реален проект за една реномирана компанија, значи како што Техномаркет. Голема благодарност до нив за укажената можност. Па така. Што содржи мобилната апликација? Пред се, нашата Android апликација содржи една лесна навигација за пронаѓање на продуктите на Техномаркет. Исто така имаме имплементирано баркод скенер, со кој корисникот, купувачот, устори, може да скенира продукт на Техномаркет и веднаш да ги добие потребните информации, цена, линкови. Исто така имаме локации со продажните места на Техномаркет. Имаме листа на омилени, во кои купувачот може да си постави продукти кои се омилени, па подоцна да ги провери, значи, цените и така натака. Продукти кои се на промоција во моментот на Техномаркет. Исто така, освен од страна на корисникот, размислувавме и од страна на менаџерите на Техномаркет, па така создадовме уште една функционалност на нашата мултифункционална апликација, а тоа е дека собираме статистика за најпосетуваниот продукт на Техномаркет и оној кој е најмногу ставан во листата на омилени. Корисниците на паметните телефони и на таблетите дефинитивно ќе сакат да знаат каде може да се најде оваа апликација и дали истата ќе биде бесплатна. Да, се планираме до крајот на февруари да ја пратиме на Google Play Store, или тоа е маркетплейсот, односно пазарот на апликации во Google, за Android телефони прво. И таа ќе биде сосема бесплатна, ќе може да ја спуштат прилично брзо, бидејќи нема да зафаќа голема меморија. Исто така има голема поддршка по платформи, така да нема да имаат потреба тие да има некој напреден телефон. Ние гледавме оптимално да ја средиме, каде што сите функции ќе ги има дури со постарите верзии на Android. Така што треба да ја најдат на Google Play Store,
за Android апликација. Така како што кажав, корисниците на паметните телефони знаат за што станува збор. Кажавме дека за сето ова добивте награда на надпревар. Колку наградата е верификација за вложениот труд и за сработеното? Па добро, наградата секако е еден добар стимул за студентите, но сепак и самиот предизвик да работиш за една реномирана компанија, значи ни беше на прво место. Значи моравме да гледаме сите аспекти, значи немаше простор за некоја грешка. Моравме, ако сакаме да победиме на овој надпревар, да создадеме најдобра апликација, значи од која ќе бидат задоволени и корисниците, како и нашите професори кои што бидат тука исто да не оценуваат и целата јавност која ќе ја користи апликацијата. Студенти сте, како што кажавме, на Универзитетот Свети Апостол Павле. Кога говориме за студиите, кои се вашите предизвици? Значи, еве, ова беше еден предизвик за нас, преку кој ние го проширивме нашето знаење и се усавршуваме кон оваа насока. И теоретското знаење од нашиот универзитет практично го употребуваме во вакви предизвици, па затоа се надевам дека во нина нашиот универзитет ќе се работува со други големи компании, значени во Македонија, и така ќе ни овозможи нас еден прозорец кон светот. Пред да ви посакам многу успех, морам за крај да ве прашам кон која насока сакате да се движите? Каде понатаму? Јас ке сум во роботика и вештачка интелигенција. Ние имаме повеќе факултети и го одбрав баш овој, бидејќи е најголем предизвик, односно се работи за нова технологија и која треба до сега, мислам, уште да се развива. И како мислам дека можам да допринесам за развојот на оваа наука и ќе биде доста добар успех во виднина. Така, Бојан? Па исто јас сум на факултетот за роботика, но сега после овој предизвик, значи планираме да се посветиме на оваа област, точно на развивањето на апликации за паметните телефони, па во иднина ќе биде. Антонио, да дополниш нешто за крај? Како што напомена Бојан, јас би сакал да се усавршам во оваа насока, во развивање на Android апликации за паметни телефони, затоа што мислам дека тоа е единината и во Македонија постои се уште пазар, ова област не е доразвиена. А јас сум студент на факултетот за компјутерски науки и инженерство во Универзитетот Свети Апостол Павле, па така се надоврзува. Така, момци, ќе ви се заблагодарам. Уште само ако може, Повели Бојан, да го поздравам целиот универзитет, значи целата администрација и сите вработени таму кои што како и Техномаркет, кои што ни овозможува да учествуваме на еден ваков предизвик. Дефинитивно универзитетот создава квалитетен кадар. Момци, ви благодарам за одвоеното време и за успехот. Честитки уште еднаш за наградата. Ви посакувам повторно многу успех и ќе ви закажам повторна средба. Со ваква младина имаме светла иднина, дефинитивно.